Добре дојдовте во Клучалка. Пролетното сонце е вистински предизвик да излезете надвор, но ние и овој пат ќе се обидаме да украдаме дел од вашето внимание, а тоа ќе го сториме со интересна понуда на содржини. Останете со нас. Сара е млада и талентирана наша сограѓанка, која освен со моќен глас може да се пофали и со пишување поезија и она што е за посебен почит и поздрав, читањето слободна литература. Додека го очекувате најавениот концерт на Сара, уживајте во интервјуто со неа. Разговараме со Сара, млада и надежна музичарка од нашето поднебје. Кривопаланчани ја имаат запознаено преку настапите на дел од локалните настани, како и на промоциите на книги. Најпрвен здраво, кажи ни колку време се занимаваш со музика? Здраво, па јас прилично долго се занимавам со музика, без разлика дали тоа било подготовки дома, настапи, слично. Када споменаме дека се занимаваш и со свирење на гитара, и гитарата е твоја љубов, колку те исполнува тоа? Па тоа е нештото што најмногу ми исполнува. Колку често вежбаш дома, колку време иствојуваш, дали тоа е секојдневно да вежбаш со својата гитара или кога имаш слободно време? Па кога имам слободно време, но се трудам целото моје слободно време да го посветам дали на свирење на гитара или на пишување или читање. Така. Кога станува збор за музичките жанрови, што е она што најмногу ти се допаѓа и во што најмногу уживаш да слушаш, или можеби тоа е истото што го вежбаш? Па да, тоа е истото што го вежбам. На прво место го ставам рокот. Кажи ни нешто повеќе за твоите настапи, каде си имаш настапувано во нашиот град и од сите тие настапи кој може да го издвоиш како твој најдраг? Па имам настапувано на повеќе патрон празници, промоции на книги, хуманитарни концерти. Исто така имам настапувано и тука во нашите кафулиња во неколку днев. Настап кој најмногу ми цени, може да кажам дека тоа е појавувањето на X Factor. Дали може да ни кажеш со кои песни најмногу настапуваш, се представуваш на сите тие настапи? Например, на промоција на книга, која е твојот избор на песна? Па, за промоција на книга, мојот избор на песни гледам да биде нешто секогаш од Тоше, затоа што тој беше нашата најголема звезда, и некои македонски попознати песни. Сепак повеќе се одлучуваш за македонска музика, за разлика од странската? Па, зависи од пригодата. Па би сакала секогаш да сум во текст од музиката, без разлика на тоа што во иднина ќе го работам. Тоа е мојата најголема желба, тоа што ме исполнува. Така. Кога би се одлучила професионално да се занимаваш со музика, со кого би сакала да соработуваш? Пред се би сакала да соработувам со Вили Вало. Тој е еден од моите најголеми фаворити. Од наша естрада можам тука да ја споменам Калиопи. Од нашето локално поднебје, кои се оние музичари кои секогаш те воодушевуваат? Тие што секогаш ќе ме воодушевуваат се партали токму од нашиот регион. Зошто баш тие? Затоа што тие ми ја вродија желба за да стигнам до ова. Кој е нивниот став, нивниот коментар за оно што ти го работиш? Како ја оценуваат твојата работа, без разлика што музиката ти е како хоби? Па без разлика на се што и да направам, тие секогаш ме поддржуваат. Така. Каде се гледаш себе си по 10 години? Само да кажеме дека си средношколка, втора година гимназија. Дали можеби имаш планови, кои се твоите амбиции за понатака по завршувањето на средното училиште? Моите амбиции во врска со музиката е да станам или добар пејач или добар текстописец. Кога станува збор за текстовите, имаш напишано текст за своја песна. Дали може да ни кажеш нешто повеќе околу тоа? Песната е напишана за една моја драга личност и би сакала таа да биде промовирана на мојот концерт што ќе се одржи во скоро време.
Кажи ни нешто повеќе со твоите планови за концертот. Тоа е една најава, реализацијата си уште не е почната. Кои се твоите желби, како би сакала да изгледа твојот концерт тука во нашиот град? Па би сакала пред се да изгледа многу богато. Идејата на мојот концерт е граѓаните на Крива Паланка поблиску да се запознаат со моето творештво. Покрај тоа ќе имаат можност да се запознаат и со многу други музичари. Покрај музиката и пишувањето е твоја голема љубов. Дали може да ни откриеш што пишуваш во слободно време и колку те исполнува сето тоа? Најчесто пишувам за моите најблиски, особено за брат ми кој повеќе не е тука. Тоа е мојот најдобар начин да ги изнесам моите чувства на листот хартија, затоа што тој трпи се и тоа е единствениот начин со кој можам да се заблагодарам за сите што придонеле нешто во мојот живот. Дали можеби на тој план планираш еден ден да издадеш збирка или подлабоко да навлезеш во пишувањето? Па зошто да не, но никогаш не сум пробала такво нешто. Сара, дали може нешто да ни кажеш од твојот приватен живот како средношколка? Сите знаеме дека младите луѓе се забавуваат. Како го искористуваш викендот ти? Каде сакаш најмногу да се забавуваш? Па највеќе сум со моите другари, тука по нашите кафулиња. Колку ти се допаѓа ноќниот живот? Дали ти годат сите тие гужви во петок, сабота навечер? Па гужвите ми годат се разбира, но би било подобро кога би имало некоја подобра организација. Така. Што би сменила ти? Дали може би сакаш повеќе да се пушта рок во некои кафулиња? Секако. И сметаш дека има доволно млади кои ќе се забавуваат на таква музика? Па младите, поточно многу мал дел од младите ги знаат тие песни што јас лично ги слушам и мислам дека ако има некоја таква организација дека младите ќе го прифатат тоа. Дали е тешко, дали останува време за сите горе споменати твои активности, колку го преокупира твоето слободно време? Па времето секогаш е кратко, но ако добро се распореди, секогаш има време за се. Кажи ни нешто повеќе за дружбата меѓу средношколците. Дали сето тоа се сведува на комуникација преку интернет, бидејќи знаеме дека се почесто социјалните мрежи се оние кои што се поактуелни од средбата очи во очи? Токму како што кажа ти, младите денеска се преокупирани со социјалните мрежи и мислам дека комуникацијата е спадната на многу ниско ниво од нив. Колку Сара посветува време на социјалните мрежи? Доволно долго. Имаш профил само на Facebook од социјалните мрежи или на другите? Имам и на другите, скоро на сите. Дали имаш миленич? Имам мачено, би сакала да имам терариум со змии. Филм или книга? Книга. Зошто? Па, од секогаш сум сакала да читам модерна психологија и од секогаш сум сакала да навлезам длабоко во книгите и во мислите на луѓето. Дали читаш и веруваш хороскоп? Читам, но делумно. Кој е твојот став за татуажите и пирсањето? Ги поддржувам. Дали знаеш што значи твоето име? Да. Ке ни кажеш? Сара значи? Името Сара значи кралица, а според Библијата значи дека Сара била всушност мајката на Богородица Марија. Каде во светот би сакала да живееш? Никогаш не сум размислувала на тоа, затоа што од секогаш сум сакала да патувам и да ги истражувам новите места. На сите места помалку. Да. Љубовта во една реченица, што значи љубовта за тебе? Според мене љубовта е смисла на животот. Која е твојата препорака за сите гледачи на Златан канал? Мојата препорака е да слушаат квалитетна музика и што повеќе да ги поддржуваат локалните изведувачи. Ни интересираше од каде потекнува големиот Мики Маус, кој е чест гости на детските родиндени во нашиот град. Ни рекоа да го побараме во игротека Бимбо, а таму не дочекаа голем број на весели и насмејани мали дечиња. Уживавме во нивните досетливи одговори и во песничките кои што ни ги кажаа. Родители, веруваме дека и вам никогаш не ви е досадно по дома со овие мали срециња.
Во Клучалка најчесто информираме за забавата на младите во нашиот град, но овој пат ќе се осврнеме на забавата за најмалите и најмилите. Гостувавме во игротека Бимбо и констатиравме многу играчки, уште повеќе бои и најважното весели детски лица. Забавата за најмалите кривопаланчани подразбира редење коцки, цртање, спуштање низ лизгалка, возење колички, играње со барбики. И сето тоа проследено со звуците на најубавите детски песнички. Не смееме да не го споменеме ниту розово-виолетовиот замок, кој наликува на оној од бајките, како и трите слончиња, како ги дуваат роденденските светички нацртани на големиот зид во игротеката. Кога си среќен сам, кажи другите да знам, што ти се питате околу. Кога си среќен викни гласно ура, ура! Среќен викни гласно ура, ура! Си среќен сам, кажи другите да знам, што викнете гласно ура, ура! Евангеловска. Што правите тука? Тука си играме, цртаме, пишуваме домашна. Јас сакам многу да цртам. Многу сакам да пишувам задачи. Танаковска. Колку годинки имаш? 5. Често ли доаѓаш во игротека Бимбо? Да. Со што сакаш најмногу да си играш тука? Сакам најмногу да цртам. Нина Димитровска. Често доаѓаш во игротека Да, често Бимбо? доаѓам. А кажи ни што правиш сега? Сега цртам. Што не нацрта тука? Барбика. Нела Ристовска. Нела, дали често доаѓаш во игротека Бимбо? Па не толку често. И што правиш кога доаѓаш тука? Кога доаѓам си играм, цртам барбики. Колку години имаш? 9. Дали често доаѓаш во игротека Бимбо? Да. И што правите тука? Тука си играм, цртам, пишувам домашно и си играм во кузичка. Јас се викам Михаела Бучевска. Колку години имаш? Имам 9 години. Често доаѓаш во игротека Бимбо? Да, често доаѓам. И што правите тука? Тука си играме, пишуваме домашна задача, учиме за тестови. Се викам Тамара Велин. Дали често доаѓаш во игротека Бимбо? Па да, често. Што правите тука? Која е твоја омилена игра? Да цртам, пишуваме домашно, играме со балони. Матевски и Меновски. А често доаѓаш во игротека Бимбо? Да. Што правите тука најчесто? Цртам и решаваме задачи. Кажете ни дали имате доаѓано тука на роденденска забава? Да. А си имате се познаено со Мики Маусот? Да. И како ви се допаѓа? Добро. Колку годинки имаш? Во четврток тука ќе правам роденденска забава, ќе наполнам ослов. Браво, ние пред време ќе ти го честитаме роденденот. Кажи ни, го поканили Мики Маусот? Да, го поканам. И уште многу другарчиња од училишта? Да. Сите родители го посакуваат најдоброто за своите најмили. Така е и кога станува збор за нивната едукација од најмали ноза и социјализацијата со околината, односно со другите деца. Најважно е игротеката да е безпрекорно чисто, забавно и едукативно место. Таква е и оваа игротека, каде освен за секојдневен престој може да се одлучите и за роденденска забава, кога амбиентот го дополнува препознатливиот лик на големиот и забавен Мики Маус. Топното е вистинска атракција и почесен гостин на детските родендени, кој не запира да танцува на брзите звуци на најголемите музички хитови. Лик за кој се раскажува долго по секој роден ден. Интересна е таа детска импресионираност од овој Дизни лик, па дури и да е стравка и помалите од големиот подвижен Мики Глушец. Се викам Сара Станојковска. Колку години имаш сега? Јас имам 9,5 години и сум четврто оделение. Колку често доаѓаш во игротека? Па не доаѓам толку често. А кога доаѓаш, што правите тука? Играме квизе или нешто, цртаме, се забавуваме. Така, дали имаш доаѓано на роден ден? Да, кај на моја другарка Ангелина. И така ти се допаѓа Мики Маусот? Мики Маусот е прекрасен. Јас се викам Лука Стојанов. Како ти се допаѓа тука?
Много ми се допаѓа. Со што сакаш најмногу да се играш? Децата ми дајашам задачи. Викам Мелани Алексис. Колку години имаш? 9. Колку често доаѓаш во игротека Бинго? Много често доаѓам. Сама или со мама? Некогаш само, некогаш со мама. Со што сакаш најмногу да се играш? Најмногу сакам да цртам, да се играм квиз или нешто. Јас доаѓам многу често. Што сакаш најмногу да правиш кога ќе дојдеш тука? Да поем, да цртам, да решавам работи. Кажи ми, дали имаш доаѓано на роден ден тука? Да. Кај некоја друга? Да. И како се поведа? Весело е со Мики Маус? Да. Чине, како се викаш? Мата. Дали често доаѓаш во игротека Бимбо? А со што сакаш најмногу да се играш? Багерот. Со багерот? Сакаш да го возиш багерот? Друго? Да се играм со лескајка. А кажи ми, дали имаш доаѓано тука на роден ден? Да. Дали се плашиш од Мики Маусот? Го Не. познаваш? Не се плашиш? Со него се забавуваш, така? Кажи ни како се викаш? Филип. А кажи ни со што се играш ти во игротека Бимбо? А што е тоа? Камион? Тоа ти е омилена играчка? Мики Маус се викам и по роден ден искитам, на журкаве мамам и добра забава правам. Со деца се дружам и игра им пружам, во Бимбо си седам и роден ден ми си редам. За овој преубав амбиент голема заслуга има одговорното лице на игротеката Сашка Ѓорѓиевска. Воедно и голем и сакан пријател на дечињата кои се забавуваат тука. Разговараме со Сашка Ѓорѓиевска, одговорно лице на игротеката Бимбо. Најпрвен благодарна за можноста да цирнеме во вашиот прекрасен детски свет. Ви благодарам што решивте да дојдете да не посетите. Ни беше огромно чест да соработуваме со вас. Така, најпрвен би те се прашала колку долго ја работиш оваа работа? Па веќе 8 години како ја работам оваа работа. Какво е задоволството да се работи со деца секојдневно? Колку те исполнува сето тоа како личност? Многу сум задоволна од работата што ја работам, а воедно и многу ме исполнува, бидејќи како што велат, детето е најискреното и најмилото нешто и ми е чест и привилегија да работам со нив. На која возраст се децата кои најчесто присуствуваат во игротека Бимбо? Доаѓаат дечиња на различна возраст и зависно од нивната возраст ги организираме според возраста. Значи според возраста организираме едукативни игри и забава. Она што е актуелно меѓу најмалите и најмилите се родендените кои ги прославуваат во игротека и секако омилениот нивен гостин и забавувач на роденденот Мики Маусот. Кажи ни нешто повеќе за тоа какви се забави организирате во игротека Бимбо? Вака, покрај дневната шема која ја организираме секој ден, на која што присуствуваат повеќе дечиња, организираме прослава на родендени, прослава на имендени, организираме предновогодишни забави со Дедо Мраз, првоаприлска забава секоја година и морам да напоменам дека имаме посебна програма за едукација и социализација како на помалите, така и на поголемите дечиња. Значи, пишуваат домашни задачи тука, подготовка за писмените задачи и така. Кој е твојот впечаток? Како најмалите го прифаќаат ликот, препознатливиот лик на Мики Маус? Ликот Мики Маус, значи се работи за лик со кој што израснавме и ние. И со оглед на тоа е многу интересен и забавен за децата. И организираме одлична забава со него и учествува и е дел од секоја наша роденденска игра. Мораме да кажеме дека Мики Маусот игра и пее на најголемите хитови заедно со дечињата и тоа е навистина интересно. Голема атракција за сите дечиња, како за помалите, така и за големите.
Дали се подготвувате за предстојниот 1 април, денот на шегата, еден од најомилените денови на децата? Да, подготовките за првоаприлската забава се во тек. Лани организиравме, имавме голем одзив на дечиња. Беше многу интересна првоаприлска забава. Дечињата кажува шеги по повод денот на шегата. Беше многу интересно, значи оваа година се подготвуваме за истата. Она што е интересно е сите дечиња кои што присуствуваат тука или биле на некој роден ден кај другарче, може да ги видат споделените фотографии на Facebook страната на Игротека Бимбо. Да, имаме фан пејдж на Facebook, Игротека Бимбо, значи сите дечиња кои присуствуваат се објавуваат сликите таму. Вие како педагог главниот акцент го ставате на едукацијата и социализацијата на најмалите. Дали може да не кажеш за разликата помеѓу оние најмалите до 7 годишна возраст и оние дечиња кои доаѓаат во игротеката, а веќе се тргнати на училиште? Вака, едукацијата помеѓу помалите и поголемите е различна во тоа што значи помалите учат, не се игра и забава, додека поголемите веќе имаат одреден поминат изреализиран материјал и во кој што треба само да се насочуваат. Ја сакаме игротеката Бимбо! Звучи малку контрадикторно, но токму околу 50-та година, кога жените ќе се соочат со реалното и видливо старење на телото и ќе успеат да го прифатат тоа како природна појава, тогаш им останува вистински да уживаат во животот. Токму тоа ја подигнува нивната самодоверба и ги прави убави, паметни и самоуверени во новата доба од животот. Вакви примери има и помеѓу холивудските ѕвезди, кои докажуваат дека и на 50 години може да изгледате одлично. Дознајте кои се тие. Шерон Стоун има 56 години и во 90-тите години го доживеа вревот на нејзината кариера, но и во 2014 година спаѓа во водечките секс символи. Познати се нејзините изјави дека не сака да прави никакви пластични операции за измазнување на кожата, бидејќи брчките ги има прифатено како дел од себе. Деми Мур, која има 51 година, не може да им одолее на пластичните операции. Иако нејзината специфична убавина не е целосно дело на природата, сепак заслужува да се најде на листата меѓу најубавите жени во 50-тите години. 55-годишната Мишел Пфајфер со својот младешки лик и нежните линии изгледа вечно млада или барем помлада од своите колешки. Таа има изјавено дека младоста ја поминала со цигари и кока-кола, но со текот на годините ги надминала пороците и сега се обидува да ја задржи својата убавина со стил. Джулиан Мур, 53, е актерката која освојува со својот актерски талент и е една од ретките кој толку долго време успева да го задржи својот изглед со минимални промени. Има свој стил кој одлично знае да го приспособи во секоја доба. Вистинска холивудска дама. Наша предлог книга за следниве 2 недели е бестселерот кој направи вистински бум на Балканот. Рингишпил на Јелена Бачич Алимпич, водителка која е позната од Пинк телевизија. Секој кој ќе ја земе во раце оваа книга, нека се подготви за едно навистина емотивно вртење на шарениот Рингишпил, што всушност го символизира животот. Секој лик во оваа приказна е посебен, топол и реален. Сите тие се магипсани од секојдневната убавина и огромниот талент на балерината Ана Балент, но и од поуката од сите нејзини страдања и присврати во животот. Додека ја читате, ќе почувствувате налив на премногу силни емоции кои ќе ве обземат целосно и ќе заборавите на времето и на се околу вас, се додека не дојдете до крајот на оваа приказна.
За оние кои повеќе уживаат во подвижните слики на седмата уметност, наш предлог е филмот со наслов Her, односно Таа. Действото се одвива во блиска иднина, кога главниот лик, Жоакин Феникс, инаку комплексен и шармантен маж, кој се влюбува во својот напреден оперативен систем, од каде зборува Саманта со привлечен бистар женски глас, што е истовремено и прониклив, чувствителен и изненадувачки духовит, таков каков што би посакал секој маж. Нивното пријателство прераснува во љубовна врска, а што се случува понатака откриете сами. Гласот на оперативниот систем, односно на Саманта, го позајмува атрактивната Скарлет Јохансон, која иако физички не се појавува, воодушевува со својот впечатлив лик во филмот. I guess I've just been having fun. You really deserve that. It's been a long time since I've been with somebody that I felt totally at ease with. Јоце Панов неудамно го промовираше новиот видеозапис за песната која го носи насловот Моја најдобра. Спотот се снимаше на неколку локации во Белград под режисерската палка на веќе добро познатиот Дејан Миличевиќ. Главна улога во спотот покрај Јоце има атрактивна манекинка од Србија. Песната е авторско дело на Владо Јаневски, текст, Бане Опачиć, музика и Але Каликсов, аранжман и продукција. Što me obzema, otkako te nemam, ušte si mi ti, moja najdobra, ta prva, što se pamti. Drugi ljubavno, bez žarvo srce moja, ti mu trebaš, sada plamti. Ušte si mi ti, moja najdobra, ta prva, što se pamti. Neko ja, kraj me neke ostavi, a ja čekam da mi se vratiš, da mi se vratiš. Дарко Гелев Бреј ги почести своите обожаватели со видеоспот за песната Болиш, која ја промовира во декември минатата година. Текстот го потпишува самиот Брејк, додека за музиката и аранжманот се погрижи Александар Митевски. Уживајте во спотот. Колко traje nokta bez tebe, probaj da te bolam, isto kako što me boliš ti, pod koža da ti pridam, ko što vleze na simi, probaj da te bolam, isto kako što me boliš ti, a ništo ne možeš da promeniš. На 24 март започнува снимањето на евровизискиот спот за песната со која Тијана Дапчевиќ ќе не представува на изборот за песна на Евровизија. Спотот за To the Sky ќе се снима во студио, а на Тијана друштво ќе права дури 50 машки модели. Ештон Качер и Мила Кунис наголемо ја подготвуваат својата свадба за која се шпекулира дека ќе чини околу $2,5 милиони. На церемонијата се очекува да бидат поканети околу 50 гости, а за локација е избран екзотичниот остров Бали. Атрактивната русокоса Скарлет Јохансон неодамна се појави на црвениот килим покажувајќи го своето трудничко стомаче и блесна во креација од антила од Армани. Таа е во 5-тиот месец од бременоста. Наскоро на големите екрани ќе се сними игран филм посветен на суперхеројот Кире Бананамен. Креаторите ветуваат дека обожавателите нема да бидат разочарани од ликот кој ја добива силата од само една изедена банана. Доколку нешто пропуштивте или сакате да не проследите уште еднаш, тоа можете да го сторите на фан страната на Златен канал на Facebook.
И во наредното издание ви ветуваме забавни содржини и интересни млади кривопаланчани. До тогаш, секоја добра!